Вештачката интелигенција е широка гранка на компјутерската наука која се занимава со градење паметни машини способни за извршување задачи за кои обично е потребна човечка интелигенција. Денес во приказна ќе се запознаеме со вештачката интелигенција. Македонска компанија создаде бешичен уред, со кој освен што ја следи работата на срцето, го мери и нивото на шеќер во крвта. Иновацијата е единствена од овој тип во светот и публикувана и во повеќе научни списанија. Првиот продукт кој што го развивавме е продуктот EKG Alert, односно UECG, така го викаме, или на македонски Види EKG. Генерално се работи за користење на еден мал сензор, кој што се налепува на телото, сигналот се пренесува до мобилниот телефон и од таму автоматски се процесира на интернет на некој дата центар во клауд, односно така се наречениот cloud computing. Осовременувањето и надополнувањето со други нови иновации на самиот продукт низ годините довело до вториот иновативен продукт, кој со помош на EKG открива ниво на гликоза во крвта. Оно што ние го направивме досега се должи на алгоритми кои што ние ги развивме со сигнал процесирање, но и алгоритми кои што имат се од областа на вештачка интелигенција. Резултатите што досега ги имаат добиено се уште не се на ниво на кое може да се каже дека вештачката интелигенција може да го замени докторот. Можат да бидат прекрасна алатка за докторот, за да брзо ги открие опасните аритмии. Исто така може да му сигнализираат на пациентот дека има можност за опасна аритмија и да спречи некои тешки последици. Значи, тоа алармирање и да е погрешно, сепак ќе внесе предпазливост кај човек. А тоа е доброто. Целокупната идеја наша, значи ние моментално развиваме и повеќе различни проекти и идеме понапред во сето тоа, е да го поедноставиме мерењето на срцето, на работата на срцето и мерењето на нивото на гликоза последно кај оние што се диабетичари, на начин како што денеска се прави со мерачи за притисок. Тие се поставуваат на рака, човекот гледа, ако види 170 со 110, знае дека е лошо и презема мерки за да не настане уште полошо. Меѓутоа, таква нешто во овој момент, во светски размери не постои за работа на срце и во тој контекст нашиот пронајдок има голема вредност. Иако секој ден излегуваат нови методи кои ветуваат многу во областа на вештачката интелигенција и во некои области како што се јазици имаат прекрасна примена, се уште не го достигнуваат нивото кое специјалист во дадена област може да го има, додава за крај професорот Гушев. Инаку еден од нашите проекти кој што во последно време е баш токму тој, EKG GPD, што значи ние ќе правиме јазик со кој што ќе зборува срцето, односно ќе правиме трансформери кои што ние ќе можеме да вршиме класификација на аритмиите преку најсовремените методи за јазици. До неодамна се веруваше дека технологијата најпрво ќе ги замени оние пониски квалификувани работници, физички работници, но сега има и пример дека вештачката интелигенција може сосема соодветно да го замени шефот на компанијата. Имено работата на шефот, која вклучува аналитика, проценка на ризици, одлучување и пресметка на продуктивноста, компјутерот ја врши многу поефикасно и со помали предрасуди од човекот. Еве што откриваме. Вештачката интелигенција е широка гранка на компјутерската наука која се занимава со градење паметни машини способни за извршување задачи за кои обично е потребна човечка интелигенција. Вештачката интелигенција е машинска интелигенција. Практично тоа е интелигенција од податоците кои се собрани од компјутери, компјутерски и сензорски системи. Станува збор за модерна алатка која би требало да го унапреди општеството преку развој на паметни и интелигентни компјутерски системи. Факт е дека барем засега не може да носи човечки одлуки. Конкретна дефиниција е тешко да се даде за вештачка интелигенција, како што е тешко и за многу други работи. Прво, не знаеме да дефинираме точно со конкретни термини што е интелигенција.
Значи сега почнуваме, долго време се мислеше дека таа логичка интелигенција, нели, на оние тестови за интелигенција, дека тоа е интелигенција. Меѓутоа сега гледаме дека интелигенцијата има многу аспекти, социјална интелигенција, емоционална интелигенција. Како знам јас да ги препознавам вашите емоции, вие да ги препознаете моите, да комуницираме малку по-интелигентно. Така, вештачката па уште потешко. Така да ја би рекол, се што не е природна интелигенција е вештачка. И сега постојат различни науки кои што пристапуваат на таа вештачка интелигенција. Може да се дискутира или да се дефинира од филозофски аспект, етички, па дури и религиозен аспект, ако сакате. Меѓутоа, јас сум доста пристрасен, бидејќи сум инженер и доаѓам од компјутерските науки и ние дефинираме вештачката интелигенција како некои паметни, интелигентни системи кои што можат автономно да работат до некоја мера и ги прават работите кои што обично би ги правеле луѓето. За прв пат како поим ја користи професорот Џон Мекарти заедно со неговите колеги во 1956 година. Ако терминот вештачка интелигенција го анализираме од аспект на интердисциплинарниот научен аспект, тогаш важно е да го споменеме и творецот на компјутерската наука Алан Тјуринг. Негов е текстот за вештачка интелигенција кој проверува дали може да распознаеме кога се допишуваме, дали си допишуваме со друг човек или машина. Поимот како поим вештачка интелигенција всушност за прв пат е воведен во 1956 година на таа фамозна работилница која што организира Џон Мекарти во Дартмут во Америка. И всушност тогаш прв пат се воведува како вештачка интелигенција и од тогаш се прифаќа од научната фела, потоа и широко прифатен термин како вештачка интелигенција. Иако првите размислувања за интелигентни системи или за роботи, компјутери и така натаму се со првите машини или паметни машини или првите компјутери околу Втора светска војна, после Втора светска војна, тогаш Алан Тјуринг, кој што се смета како татко на компјутерските науки или татко на вештачката интелигенција, за прв пат размислува за такви едни напредни интелигентни машини кои што би работеле нормално за развој на општеството. Денешните алгоритми за вештачка интелигенција се секаде околу нас, посебно во дигиталниот свет, со секое користење на мобилниот телефон, компјутер, автомобил, паметен часовник, паметни куќни уреди. Сите ние веќе подолго време ја користиме вештачката интелигенција во нашиот секојдневен живот, и тоа како веб пребарувач, например Google, системи со препораки, например Netflix, разбирање на човечкиот говор, Alexa и Siri, автомобили кои управуваат сами. Кога се спомнува алгоритам, сите се плашиме дека тоа е нешто страшно, и тоа алгоритам се чекори или постапки кои што треба да се следат. Алгоритми има премногу. Огромен број на алгоритми кои што се развиваат секојдневно. Секоја година стотици нови, да речеме, алгоритми излегуваат. Меѓутоа, сега е дојдено време каде што тие алгоритми полека конвергираат. Така да во последно време веројатно се повеќе се слуша за таа машинско учење или машинска интелигенција, и тоа се алгоритми кои што работат врз основа на огромен број на податоци, кои што учат некакви правила од тие податоци, значи според историјата да ја предвидат нели иднината врз основа од даден контекст, например дали кога ќе дојде, не знам, корисник во банка да зема кредит, па се алгоритам да оцени кој е неговиот ризик фактор во основа на историјата која што има можеби корисникот во банката. Така да постојат тие алгоритми од машинско учење кои што се моментално најпопуларни. Во последно време се повеќе популарни невронските мрежи, вештачките невронски мрежи, кои што се интересни бидејќи се и асоцираат со невронската мрежа која што ја имаме во нашиот мозок, биолошката невронска мрежа, и како под дефиниција од нив длабоките невронски мрежи, кои што всушност се на некој начин сега популаризирани во последно време, бидејќи хардверот ни е доволно спремен за да ги процесира сите овие огромни количества на податоци кои што ги имаме. Така да алгоритмите по принцип зависи каков проблем решаваат. Имаме алгоритми кои што се за слики, длабоките невронски мрежи, за звук, аудио, текст, исто така под множество длабоките невронски мрежи имаме за податоци како што се табеларни класични податоци во банки, маркети и така натаму. И во Македонија ја користиме вештачката интелигенција. Фондот за иновации и технолошки развој имаше иницијатива за креирање на национална стратегија за вештачка интелигенција, во која треба да учествуваат професори, инженери и представници на индустријата и на невладиниот сектор. Вештачката интелигенција се развива доста брзо.
И со самото тоа потребно е да се развива регулатива во паралела со развојот на вештачката интелигенција, со цел да истата се контролира и при процесот на развој и при процесот на употреба на истата. Во нашава земја немаме таква регулатива, но земјите во Европа и Канада изминативе години почнуваат и креираат такви регулативи и национални стратегии целосни за вештачка интелигенција. Иако тие стратегии се различни и не се униформни, сепак имаат заеднички компоненти. Една од најзначајните заеднички компоненти кои што имаат е значајното вложување во научно-истражувачката работа, врзана со вештачката интелигенција и во самиот развој на истата. А втората значајна компонента која што има заедничка е креирање на некакви тела кои што се регулаторни тела, кои што имаат за цел да спроведуваат некоја регулатива врзана со вештачката интелигенција, минимални норми и така натаму и така натаму. Мислам, стратегија секогаш е потребна. Нели цело време го дискутираме тоа дали имаме национална стратегија за тоа, па сега дојде време и за вештачката интелигенција која што во последниве десетина години силно продира кон целото општество, односно се околу нас гледаме се повеќе услуги, апликации кои што користат вештачка интелигенција и секако дека треба и ние да направиме една стратегија. Всушност, дали касниме, веројатно почнавме да касниме. Овој муабет го разговаравме ние колегите кои што работиме во оваа област пред 5-10 години, бидејќи јас бев и во Словенија, па знам и дека и тие тогаш пред 7-8 години направија нивната стратегија. Тука имаме критична маса за да се направи една таква стратегија и имаше дури иницијатива од Фондот за иновации и технолошки развој пред 2-3 години. Јас бев дел од таа нивна иницијатива да се направи национална стратегија за вештачка интелигенција. Меѓутоа, имавме неколку состаноци и сето тоа некако замре. Би рекол, да, повеќе од потребно е, бидејќи мора да ги дефинираме, точно е, ќе препишеме доста работи од некои кои што ја направиле претходно таа стратегија, меѓутоа имаме ние локален контекст, каде што ќе треба да ги аплицираме и да ги кажеме правците, дека подобро е да се развиваме во оваа насока, во таа насока и така натаму. Во мала предност сме пред другите земји, кои што се поразвиени од нас и на кои по-ургентно им треба вакви стратегии за справување со проблемите. Кај нас проблемите ќе дојдат за некој месец или некоја година покасно. Меѓутоа, од друга страна би потенцирал потреба од една друга национална стратегија. За да се спроведуваат вакви национални стратегии, ние колку и да ги планираме, ние ќе планираме нешто. Меѓутоа се спроведе на терен таква национална стратегија која задира во ваква област, ни требаат високо квалитетни, високо образовани кадри. Важно е од аспект на развојот на вештачката интелигенција, важно е од аспект на истражувачката работа која што ја прават луѓето во било која земја, важно е од аспект на информираноста при користењето на било какви системи за вештачка интелигенција и важно е од аспект на спречување и намалување на можноста за злоупотреба и манипулација со користење на вештачката интелигенција. Развојот на вештачката интелигенција станува се поголем предизвик за регулирање и поставување етички норми, со цел да се избегне можноста за наштетување на луѓето и општествените заедници. Кога нешто брзо расте, може да се случуваат и најразлични повреди во општеството, односно негативни страни на тоа, така да во последно време кога се осозна колку може вештачката интелигенција да влијае на општествените процеси, па и преку социјални медиуми, нели лажни вести да се генерираат со помош на вештачка интелигенција и така натаму, се погласни, ајде да речем тој неинженерски аспект, како да пробаме да ја контролираме сите тие работи. Значи како со секоја алатка, посебно дигитална алатка која што е нова, мораме да поставиме некои правила на игра, да речем. И сето тоа се случува во светот. Најпрво почна тоа се случува кога имавме автономни летала кои што имаат, не знам, муниција, оружје и можат автономно да одлучат кога да елиминираат некоја област. Меѓутоа, во тој момент кога имаше првиот таков проект, научната фела се побуни и се подпишаа такви писма за да се стопираат такви истражувања, слично како со нуклеарната енергија после Втора светска војна. Така да се повеќе се работи на тие етички норми и кодекси, како, што е дозволено, а што не е дозволено. Трендот е брз и трендот е супер и возбудливо се живее стварно у вакви времиња со ваков тренд на развој на наука и техника. Има новини, а дека е опасен, може да биде опасен. Може да биде опасен поради тоа што
ни става во раце алатка која е исклучително моќна. Меѓутоа алатка за чиви ограничувања се уште самите не сме свесни, сите, вклучувајќи и мене, и се уште не знаеме како да ракуваме со неа, а има потенцијал за манипулација од огромни размери. Законот за вештачка интелигенција е водечка легислатива за регулирање на вештачката интелигенција врз основа на нејзиниот потенцијал да предизвика штета. Јас како научник кој што работи во вештачката интелигенција веќе еве некои 15 на години, може би сум ги знаел некои трендови како се случуваат интерно помеѓу научниците и прашање било само на време кога тие трендови всушност ќе излезат и до пошироката јавност. Опасен, ја не би го искористил тој термин опасен, меѓутоа е многу брзо растечки. Експоненцијално расте тој напредок на вештачката интелигенција, меѓутоа тоа не е тренд само на вештачката интелигенција, туку тоа е тренд на целокупниот технолошки развој во општеството. Дали е опасно, реков, не би го искористил опасен, меѓутоа треба да се следи. И секога нешто брзо се менува, може и да се сгреши во тоа, така да мора да имаме некои механизми кои што малку ќе го следат тој брз развој. Со помош на вештачката интелигенција може да се стигне и до иновативни производи, од кои може сите да имаат придобивки, како паметни очила на кои во моментов се работи. Работиме на паметни очила, кои што човекот кој што ги носи, ги детектираат неговите фацијални експресии и всушност на некој начин ги детектираат емоциите на човекот. И тоа е исто чувствително сега, дали смее, не смее и така натаму, меѓутоа ние ги детектираме емоциите со цел да се помогне на човекот кој што ги носи. Тоа гледајте го како некој паметен саат или паметен уред, само што се очила, кој што ќе ги мерат емоциите на човекот. Тоа ни е целта, за неколку години да бидеме првите кои што ќе направат уред, кој што ги мери емоциите на човекот, кој што го носи тој уред. Работиме со англиска компанија MTech Labs и веќе баш пред неколку дена ја издадовме првата верзија за истражувачи кои што можат да ги користат нашите очила за најразлични истражувања во кои што треба да мерат како се чувствуваат корисниците кои што ги носат. Што е вештачката интелигенција, бидејќи често пати луѓето имаат погрешен впечаток дека вештачката интелигенција се само роботи? Не сакам да се држам до строга дефиниција на терминот, веќе станата преширока област, би рекол научна област, која што опфаќа многу работи, кои што се поврзани со некаква примена на методи и алгоритми, кои што овозможуваат машините, компјутерите поготово, да научат нешто врз основа на постоечки податоци и тоа да го применат за автоматизација на некои процеси или за генерирање на некои текстови, слики и така натаму. Се погласно веќе се зборува за употребата на вештачката интелигенција во рамките на некои области како што е например медицината, во градежништвото, во земјоделието. Кај нас можеби се уште доцнеме, но на глобално ниво можеме да кажеме дека веќе се работи. Значи има некои револуционерни моменти кои што претходно не можеле да се направат со луѓето. Дали ова е една од добрите страни или од придобивките на вештачката интелигенција? Да, голема придобивка на вештачката интелигенција е тоа што во голема мера, значи драстично ја зголемува продуктивноста на луѓето кои што работат во определени процеси. Било тоа да е медицината, било тоа да е, како што кажавте, земјоделството, овозможува многу попрецизно, многу поточно и многу понавременно да се обават процесите. Во медицината овозможува побрза диагностика. Наместо еден доктор да прегледува снимки, да речеме цел ден, со помош на вештачка интелигенција ќе му се овозможи на докторот да таргетира само специфични места кои се сомнителни или да се направи автоматска диагностика. Кај земјоделството една, би кажал, според мене главна придобивка е таргетирано целење на растенијата со хербициди, таргетирано вадење таму каде што треба, со што се заштедува, имаше некои публикации, до 90% вода и до 90% хербициди. Класичниот начин е пуштаме хербицид на целото поле. Овој начин, прецизното земјоделство, што е овозможено со помош на алгоритми од вештачка интелигенција, овозможува специјално таргетирање само на оние штетни растенија, со што добиваме поздрава храна. Помалку отрови се прскаат на полето и помалку се загадува почвата. Тоа е огромна придобивка.
Кога вака зборуваме, станува збор за се укажува на тоа дека вештачката интелигенција ќе го унапреди човештвото, но луѓето се исплашени. Мислам дека со право се исплашени, зголемувањето на продуктивноста автоматски значи дека ќе требаат помалку луѓе за определена професија. Вештачката интелигенција сега стана популарна со ChatGPT, кога можеме директно сите да видиме директна придобивка некоја на едни од најразвиените алгоритми или методи во вештачката интелигенција. Меѓутоа, 20-30 години веќе се применува во оптимизација на процеси, се користи вештачка интелигенција во дизајн, се прават секакви работи помогнати со вештачка интелигенција, кои што претходно не би можеле да се направат од страна на луѓето. Дали ова ќе значи губење на работни места? Тоа е главниот страх. Да, ќе значи губење на работни места, во смисла дека некои работни позиции ќе станат непотребни, нови работни позиции ќе бидат создадени како и секогаш што се случувало во човештвото. Сакате да кажете дека луѓето треба да се смират. Веројатно ќе треба да се направи ново структурирање на работни вештини кои што ќе треба да се развиваат наспроти на она што вештачката интелигенција ќе може да го заврши за сметка на луѓето. Да, наместо да се плашиме од вештачка интелигенција, треба да се припремиме за вештачка интелигенција. Таа е тука, ќе биде тука. Ако забраниме развој на вештачка интелигенција во една држава, друга држава ќе напредува многу повеќе во тој развој, ќе ги привлече сите научници кај нив и ќе се развиваат уште. Едно нешто што може да се направи е овозможување на брза преквалификација во помодерни или по-современи професии. Ако некоја професија биде загрозена од вештачка интелигенција, тогаш луѓето може да се преквалификуваат во некоја друга професија. Третото е, економска мерка, доколку користиш вештачка интелигенција во фабриката или во производството, тоа ќе плаќаш поголеми даноци отколку доколку вработуваш луѓе. Значи субвенционираш вработување на луѓе, намалување на работната недела. Ако некоја работа не мора да се работи 5 дена, ќе работиме 2 дена, па ќе имаме 5 дена викенд. Како функционира вештачката интелигенција? Би сакала да ги спомнеме тука алгоритмите, како функционираат, како собираат податоци, како ги обработуваат, како знаат се за нас? Ги собираат сите податоци кои што ние ги оставаме на интернет. Секое кликање на некој веб-сайт може да биде регистрирано од сопственикот на веб-сајтот и тоа го користи после за анализа на тие податоци, користи алгоритми за машинско учење и вештачка интелигенција со цел да го оптимизира својот веб-сајт. Веќе со години тоа го прават, заради тоа да речеме оние реклами кои што се појавуваат на веб-сајтовите, на некои места се поскапи, на некои места се поевтини. Имаат направено студии каде точно ние со очите гледаме во мониторот кое е подобро место, кое е полошо место. Со тек на време еволуираат корисничките интерфејси, на пример на мобилните телефони. Порано беше горе тоа за запишување на веб-сајт, сега гледам во понови верзии, е долу, бидејќи сите кликаме долу е поедноставно за нас. Тие кликови ги регистрираат, сите кликови, и после прават некакви модели со кои што може до некаде дури да го предвидат нашето поведение на мобилниот телефон или на веб-сајтот. Уште повеќе оди понатаму, да речеме доколку повеќе гледаме некој тип на веб-сајтови и тоа го регистрираат, ќе ни нудат пребарувачите по таков тип на веб-сајтови. Доколку се интересираме повеќе за некои дадени продукти или според нашето поведение, тие алгоритми не класифицираат во група на луѓе кои што преферираат такви продукти, ќе добиваме реклами од тој тип повеќе. Според мене, од една страна тоа е лошо, може да се злоупотреби, од друга страна е добро бидејќи нема да гледам глупави реклами, ќе гледам само она што ме интересира. Но често пати можеме да се фатиме и дека сме злоупотребени, бидејќи собирањето на податоци исто така може да биде и опасност, не само добра страна. Е опасност бидејќи алгоритмите учат повеќе за нас отколку ние сами што знаеме за нас. Наоѓаат некои шаблони кои што несвесно ги правиме, ја учат нашата психологија. И буквално можат да направат нешто на интернет кое што ќе почне и да не наведува на некој поинаков начин на размислување. Значи, отвара огромен простор за манипулација доколку не биде соодветно регулирано. Правната регулатива веќе се заговара на глобално ниво. Каде сме ние тука во тие процеси? Дали ќе чекаме да се донесе на глобално ниво, па ќе мора да се прилагодиме, или веќе размислуваме и тука дали еве луѓето кои што ја работат оваа проблематика, иако кај нас вештачката интелигенција се уште скоро слабо да се применува, коригирајте ме ако грешам, дали имаме стратешки цели во таа насока? IT компаниите, факултетите кај нас ја применуваат. Јас доаѓам од Финк и можам да кажам дека постојано имаме проекти со вештачка интелигенција, дури и такви проекти кои што се наменети за поддршка на индустријата, за
трансфер на технологии од област на вештачка интелигенција. Имаме проект кој што се бави со загадувањето во Скопје, користење на вештачка интелигенција за предвидување на загадувањето и за во иднина здравје Боже предвидување или пронаоѓање на места кои што предизвикуваат загадување. Тој проект е Клингбред, овиот другиот проект е Евросиси. Имаме НАТО проект кој што се бави со обработка на медицински податоци, користат вештачка интелигенција за помагање во дијагностиката на некои здравствени параметри на војниците. И сите овие проекти се активно со вештачка интелигенција и користат најмодерните алгоритми за вештачка интелигенција. Тука нема заостанување, или ги користиш најновите, најдобрите, или воопшто не користиш. Компаниите кај нас работат и за странски пазар, претпоставам и за македонски пазар, применувајќи алгоритми од вештачка интелигенција во сопствените производи. Индустријата не ни заостанува, тука сме некаде со Европа. Имаше обиди некои за носење на стратегија на вештачка интелигенција. Претпоставам после стратегијата ќе се носат и соодветни акциски планови и регулативи. Меѓутоа не сум точно запознат до каде е таа работа. Мислам дека ќе напредуваме и во таа насока, ама основниот проблем е мала ни е државата и нашите податоци кои што ги генерираме не се користат од внатрешни компании кои што директно можеме да ги регулираме, туку течат кон надвор, течат кон Америка, течат кон Кина, каде што нашите податоци кои што ги генерираме биват применувани во алгоритми од вештачка интелигенција. Не сум сигурен дека ќе можеме тие компании да ги регулираме кај нас. Едни од жешките прашања кои се врзуваат со вештачката интелигенција се однесуваат на одговорноста во случај на грешка. Кога човек ја сгреши, знаеме каде да ја лоцираме грешката. Што е со случајот со вештачката интелигенција? Што кога ќе сгреши автономно возило или автономно летало, сега веќе се размислува копилотот да биде вештачка интелигенција. Што во тој случај, каде ќе биде лоцирана одговорноста? Имам чувство дека веќе авионите и сами летаат поголем дел од времето. Кај нив прво се донесени тие алгоритми кои што го автоматизираат процесот, после се зајакнати со вештачка интелигенција. Автоматизацијата е почната малку пред вештачката интелигенција, може би многу повеќе пред вештачка интелигенција во години, ама на целото човештво е малку. И после тоа автоматизацијата е уште повеќе зајакната со вештачка интелигенција, значи се применува за тие автономни возила, за автономни летала и така натаму. Секаде тука постои таа опасност од грешка. Тој алгоритм што ќе донесе одлука која што во даден момент ќе биде погрешна. Сите тие алгоритми учат врз основа на минати податоци. И кога ќе научат врз основа на минатите податоци, тие ќе се снајдат во било која ситуација која што е претходно видена. Ако дојде некоја нова ситуација која што е специфична, која што не е покриена од претходните и алгоритмот нема доволна моќ за генерализација за да го покрие тој специфичен случај, може да настане грешка. И кога ќе настане таа грешка, во последните 10 години барем се развиваат алгоритми кои што таргетираат објаснива и транспарентна вештачка интелигенција. Тоа значи дека ако моделот кој што е истрениран врз основа на податоците направи некоја грешка, ќе може да се направи дијагностика на моделот за да се види како е дојдено до таа одлука, за да може после тоа да се коригира. Меѓутоа се зависи од тоа каква ќе биде грешката, нели понекогаш тие грешки може да коштаат многу. Би сакала да го споменеме што ChatGPT бидејќи стана многу популарно од самото појавување на апликацијата во ноември. Буквално беше хит, па и на доградбата исто така ја има таа популарност со тоа што имаме ограничување заради наплаќањето на користењето. Но се случија и грешки. Во смисла, Guardian посочи дека, например, истражување кое што беше напоменато од ChatGPT дека е истражување кое што го направил нивен новинар, испадна дека е измислено, односно дека е лажно. Дури самиот новинар бил изненаден читајќи ги податоците, колку тоа наликувало на неговата работа. Што во вакви случаи, што со ChatGPT, како да знаеме кога податоците се лажни? Ќе знаеме да го користиме и ќе претпоставиме дека може да сгреши. Тоа е тоа. Значи он може да сгреши, он се храни од податоци, никој нема контрола на сите податоци на интернет. Ќе земат они петабајти од податоци од целиот интернет. Ќе симне цела Википедија буквално. И сега на Википедија во моментот кога симнувал, некој може да смене податок и овие администраторите да не видат на време дека некоја глупост е напишана таму, ChatGPT ќе биде нахранет со таа глупост и кога ќе го прашаш, ќе биде 100% сигурен дека тоа е така, бидејќи податоците со кои хранет е такви. Тоа мора да го знаат луѓето. ChatGPT ќе греши, тој е веројатносен модел кој што ги дава најверојатните исходи во секвенца и генерира нешто кое што
врз основа на податоците, самиот алгоритам смета дека е најверојатно и најточно. Не е 100% точен, секогаш ќе прави грешки, ние ќе го користиме и треба да го користиме, олеснува еден куп работи, меѓутоа секогаш треба да знаеме дека може да сгреши и секогаш тоа што ќе ни биде дадено треба да си го провериме со соодветни точни извори. Поготово ако го прашуваме некакви историски податоци, а го прашаме нешто најново што се случило за вчера, можно е да се случи тој да ги нема тие најнови податоци. Баш прашувавме за кој е директор на ова јавно предпријатие во Македонија, кажува некој рандом лик кој што не е ни поврзан со тоа предпријатие, а го кажува со име и презиме. И сега треба ли да му веруваме на моделот? Не. Треба ли да го користиме? Да. Дигитроне кој што ни овозможува побрзо изведување на голем број на операции. Не е толку опасен ако знаеме и ако сите знаат дека тоа што ќе го каже ChatGPT не треба да го земаме како 100% точно. За крај само што ова, заговарачите на вештачката интелигенција во последниот период бараат да се закочи со развојот. Зошто? Дали може би тука лежи стравот од deepfake или злоупотреба на вештачката интелигенција или пак е нешто друго од стручен аспект? Знаат дека може да се злоупотреби, знаат дека луѓето кои што имаат моќ, доколку им биде даден алатка кој што ќе може да ја злоупотребат, ќе ја злоупотребат. И заради тоа пробуваат да направат нешто што според мене е веќе прекасно да биде направено. 20 години веќе се користи вештачка интелигенција масовно во различни области. Ако го соприме развојот, како ќе соприме компанија која што вештачка интелигенција ја користи за оптимизација на производствениот процес? Која е тука опасност? Можеме ли да ја ставиме под истиот чадор со онаа вештачка интелигенција која што ја храниме со лични податоци кои што може да бидат злоупотребени? Не. Кина користи вештачка интелигенција веќе за препознавање на лица, таму лицата се препознаваат, може да плаќаш само што се појавиш на камера. Користи и нешто што е можеби поопасно, ги детектира луѓето каде се движат, чува лог точно кој каде бил и го детектира нивното поведение дали е соодветно со интересите на државата или не. Таа е таа политичка опасност каде што Кина веќе напреднала во тоа користење, никој нема да може да регулира. Ако почнеме ние со регулација тука, се што ќе направиме нашите IT компании кои што доста добро напредуваат во оваа област, да престанат да напредуваат во таа област и нашата конкурентност само ќе биде намалена во поглед на оние кои што користат вештачка интелигенција. Искрено мислам и тоа забранување на ChatGPT од некои држави беше премногу избрзано. Прво треба тие што носат одлуки добро да се информираат кои се придобивките и кои се негативности. Не да слушат еднострано кога некој ќе испаниче кој ќе излезе во медиумите, да, ова е опасно. Опасно е. Точно е дека опасно, меѓутоа ако се сопри развојот може да биде уште поопасно. Друг ќе го развие и само ќе биде понапред од нас. И да заокружам, дали е опасно користењето на социјалните мрежи, особено TikTok во последно време често се забранува? Сите социјални мрежи го прават истото. Сите ги снимаат нашите податоци. Целта им е таргетиран маркетинг пред се и после тоа ги продаваат нашите податоци на трети страни кои што ги користат и за други не секогаш розеви цели. Целта и идејата дојде од се поголемата популарност на вештачката интелигенција и излегување на ChatGPT во јануар, кој што сите од прва рака имавме можност да ја искусиме моќта на вештачката интелигенција. Претходно беше све тоа, фирми работат, зборат, има сериозни научни истражувања, но не беше достапна за општиот аудиториум. Како што стигна, како што почна да се користи одредени алатки, како што се отвори дебата, рековме дека ова е тема која што мора да ја и тука да ја воведеме. Се одлучивме да направиме еден ваков, да кажам, светски самит, каде што успеавме за доста кратко време да говориме веќе 15 на спикери од Европа па и од Соединетите Американски држави. Значи имаме представници на Google, Microsoft, BBC, Accenture, Universal Robots и многу други, нека не ми заверат, бидејќи имаме 15 на спикери. Спикер панелот се уште отворен, ќе додадеме некои локални експерти, луѓе кои што работат на таа тема во Македонија. Така што таа е генерално идејата. Идејата е да се има еден нетворкинг дел каде што покрај одредени предавања искуства што ќе ги донесат странските говорници, ќе од прва рака наши луѓе кои што работат на таа тема или кои
чисто се интересираат, ќе можат лично да ги прашаат, да постават прашања на панелите, да отворат тема, дискусија. Главен акцент, една од најинтересните теми на кои што ќе има еден по-широк панел каде што многу од говорниците сакаат да говорат е работата во иднината во ера на вештачка интелигенција. Тоа е нели една сериозна дебата која што се отвори дека многу работни места ќе се изгубат, дека многу луѓе ќе станат, мислам, нема да бидат неопходни. Така што таа е една тема која што ќе биде, претпоставам, долго време ќе се говори на оваа тема, ќе има нели за и против вештачката интелигенција баш поради стравот од губење на работни места. Така што добро е нели да има и спротивставени ставови, да чуеме различни мислења за да после нели ние имаме шанси да оформиме некое наше мислење и да, мислам, наше мислење си имаме, него да оформиме некое мислење како општество каде треба да одиме. Сите генерално компании кои што ги контактиравме се заинтересирани за учество, дали со карти, дали со штандови, гледаат дали имаат нешто што можат они да го покажат, се консултираат, нели, ако се меѓународни компании со нивните претпоставени надвор. Тука исто има голем интерес меѓу граѓаните, значи еве веќе има купено VIP карти кои што се, сакам да кажам, и тие не се купени од некој си директор или некој, него обични луѓе си купуваат VIP карти каде што ќе можат да поседат заедно со со говорниците, ќе можат да отидат на вечера, така 2-3 дена во Охрид, пошто луѓето кои што сакаат, кои што ќе говорат, го побараат да го посетат Охрид. Така што во недела ќе имаме како еден ексклузивен еднодневна екскурзија и посета на Охрид, бидејќи самите говорници кои што доаѓаат тука побараат да тоа го организираме за нив. Немањето стратегија или законска регулатива за употребата на вештачката интелигенција ги изложува граѓаните на ризик од злоупотреба. Глобално веќе се преземаат иницијативи. Како е кај нас, дали државата мора да превземе чекори за заштита на граѓаните, ви откриваме во ова издание на Приказна. Брзиот раст на вештачката интелигенција и машинското учење придонесува кон автоматизација, која ќе влијае на бројни организации во различни индустрии. Предноста на вештачката интелигенција се тоа што таа ги заменува репетитивните умствени активности на човекот. Сега, со последните неколку месеци сме сведоци на драстичен развој, поготово со ChatGPT, GPT-4 технологиите. И станува збор за де факто нова индустријска револуција. Како што претходните индустријски револуции го ослободуваат човекот од физички активности, оваа индустријска револуција го ослободува и ќе го ослободува човекот од репетитивни умствени активности. Во следните 10 години во Европа ќе се отворат некаде над 90 милиони работни места. Вака, генерално тоа звучи убаво. Меѓутоа, ако се категоризира оваа статистика по економски сектори, ќе се забележи дека во одредени сектори некои занимања сосема ќе исчезнат. Во други пак ќе бидат заменити, меѓутоа со вештини кои што се тесно врзани со дигиталната технологија. Најголеми поместувања ќе има во мануфактурата, во производство, мануелното производство и во земјоделието, каде што под влијание на примената на роботиката многу процеси ќе бидат автоматизирани. Тоа ќе наметне познавање на многу нови вештини од страна на луѓето кои што ќе работат во овие сектори. Тоа става акцент и на едно друго прашање, а тоа е динамиката на обновување на вештините. Затоа што додека до пред 5 години анализите повеќе се водеа од аспект на предвидување за идните занимања, тоа во последните неколку години е надополнето и со предвидување за вештините кои што треба да ги поседуваат вработените. Вработените стравуваат дека нивната безбедност на работното место се намалува, а организациите стравуваат дека нивните вработени ги немаат потребните вештини за одржување на бизнисот.
Технологијата овозможува не само да се моделира најдобриот кандидат, земајќи ги предвид сите потребни вештини, туку и да се измери продуктивноста на секој вработен. Гледајте вештачката интелигенција како уште еден софтвер или уште една алатка. Ако банализираме, би се вратил на тој фамозен пример ножот. Така е една алатка која што е доста корисна, меѓутоа ако се искористи негативно, може да биде и многу некорисна. И затоа сега имаме правила на игра. Нож смееш таму, таму не смееш и така натаму. Едукацијата уште од млади години, што значи вештачка интелигенција, кои се последиците доколку се злоупотреби. Проблемот е што многу брзо може да се создаде софтвер кој што ќе направи многу брзо штета. Сега тука влегуваат моменти како да се образува населението кога користи такви алатки, како да се спречат некои работи, дали тој што работи со таков софтвер кој што има толку голем импакт, може би треба да има специјална дозвола за да го прави тоа, како што имате, не знам, многу често се споредува со градежната индустрија. Така, имаш лиценца и ти смееш да градиш. Ако прекршиш некои правила, ти се одзема лиценцата. Така да, секако дека може, ќе се најдат соодветните алатки. Извештајот на Goldman Sachs од оваа година проценува дека вештачката интелигенција способна за генерирање содржини би можела да извршува четвртина од својата работа која моментално ја извршуваат луѓето. Ширум Европската Унија и Соединетите Американски држави се наведува во извештајот 300 милиони работни места би можеле да бидат изгубени. Трендот на отпуштање на вработени кој се должи на новите генеративни алатки, Midjourney, ChatGPT и така натаму. На Запад почна веќе уште пред година дена, само што не беше толку многу експониран во јавност. Многу контент креатори и графички дизајнери изгубија работа во проценти од 80% од вработените во фирми кои се бават со графички дизајн за маркетинг цели. Така да тој процес е веќе почнат во поразвините земји. Кај нас тоа доаѓа покасно. Електронските уреди ќе ги заменат луѓето онаму каде што работата е рутинска и монотона. Во тој поглед, вештачката интелигенција ќе има значајна улога. Се верува дека во иднина ќе има уреди или роботи кои што ќе шетаат кучиња, ќе се грижат за болните, за растенијата во градината и така натаму. Роботиката не е исклучена ни во медицината. Прогнозите се дека електронски уред ќе може да одредува диагноза, ќе дава препораки и ќе спроведува операции. Според индексот на ризик, работните места на инженерите, пилотите, контролорите на летање и повеќето медицински професии се безбедни. Анализата на истражувачите од стартап компанијата OpenAI, програмерите на ChatGPT на Универзитетот во Пенсилванија, прогнозира дека вештачката интелигенција може да преземе барем некои позиции на програмерите, математичарите, сметководителите, толкувачите, писателите, новинарите. На тоа се надоврзува една изјава на еден извршен директор на една голема европска компанија, кој што при неколку години изјави дека, односно им препорача на младите да бараат други професии, дека правната професија ќе нема да биде толку актуелно и ќе има намалување на бројот на вработени кои што ќе се занимаваат со правната професија, баш од тие причини што вештачката интелигенција нуди многу моќни решенија за изведување на работните процеси. Исто така, тука се загрозени некои од работните места во банките. Преминот на безготовинско работење, тоа ќе го забрза. Сметководителите, фармерите и други професии се загрозени. Меѓутоа, тоа не значи дека целосно ќе исчезнат. Луѓето мора да ја едноставно да искористат шансата што ја нудат дигиталните технологии за учење, бидејќи и надградба, професионална надградба, бидејќи никогаш во историјата на човештвото не било толку лесно да се учи и луѓето да се надградуваат професионално. Многу е важно да научиме одговорно да ја користиме вештачката интелигенција.
Затоа што таа е тука и ќе остане. И како што луѓето се научија да живеат со тркалото, со огинот, со електричната енергија, со компјутерите, под пред 6 месеци ќе мора да научат да живеат и со ChatGPT. И да го употребуваат правилно. И можеби треба да се инициира и едукација што значи ChatGPT и како тоа да се користи, поради тоа што факт е дека тој се користи многу. Ако моето дете го користи, си ги пишува домашните задачи, и ако на конференции среќавам жени на 65 години вработени кои кажуваат дека во работата на работно место им помага ChatGPT, тоа значи дека стварно се користи многу и дека е исклучително корисна алатка. Меѓутоа треба да ни фали едукација на луѓето за ограничувањата и за можностите на ChatGPT, бидејќи ChatGPT како работи? За дадена низа на зборови, све што прави го предвидува најверојатниот следен збор што доаѓа после тој. И ништо повеќе. И да не го земаме здраво за готово тоа што ќе ни го каже на тасна ChatGPT. Туку сепак човек да го испрочита, да го верификува, да го едитира таму кај што треба, да го направи фактографски точен пред да го пушти. А придобивката од тоа е тоа што не мора човек од нула да почне да генерира текст 3, 5, 10 параграфи, ChatGPT ќе му ги сгенерира, тој само ќе го доподаси со по некој сменет збор и го има тоа што му треба. И покрај брзината со која се развива вештачката интелигенција, сепак постојат области каде што човекот е незаменлив. На придобивките од неја ќе бидат ослободување на луѓето и од тие репетитивни умствени активности на сметка на повеќе време за други работи. И сега цело време повторувам, репетитивни умствени активности, бидејќи вештачката интелигенција се уште не е на ниво комплетно да го замени човекот со сите умствени активности, вклучува пред се мислам на иновативност. Сегашната, како што е на сегашен степен на развој вештачката интелигенција, таа нема да измисли наследник на теорија на релативност. Така да тука човекот се уште е незаменлив. Земјите од Персискиот залив трошат многу на вештачка интелигенција. Обединетите арапски емирати беа првите во регионот што усвоија национална стратегија за вештачка интелигенција во 2017 година и станаа првата земја во светот што назначи министер за вештачка интелигенција. Обединетите арапски емирати и Саудиска Арабија објавија етички упатства за употреба на вештачката интелигенција. Четботовите се компјутерски програми дизајнирани да симулираат разговор со друг човек на интернет. Тие може да бидат интегрирани на веб-сајтови, платформи за пораки и мобилни апликации и да обезбедат брзи и автоматизирани услуги за клиентите, да извршуваат рутински задачи или едноставно да нудат информации и препораки. Четботовите со вештачка интелигенција и другите системи мора да бидат програмирани и обучени правилно, со цел да не предизвикаат поголеми штети од корисност. Во следната деценија можеме да очекуваме дека вештачката интелигенција ќе продолжи да се развива и да стане уште повеќе интегрирана во нашето секојдневие, во нашиот секојдневен живот. Во следното издание на Приказна ќе говориме за вештачката интелигенција и образованието. Довидување!